Штудени, добро вечер. Ви благодарам на присуството на вечерашното предавање на Рускиот центар. Вечера доктор Нијами ќе ни говори за творечкиот пат на Гумилјов. Во интерес на времето му го препуштам нему зборот. Повелете. Благодарам што и вечерва сте со нас на уште едно предавање на Рускиот центар. Темата со Гумилјов некако од година во година станува се поактуелна. Имено на 15 април оваа година се навршија 136 години од раѓањето на Николај Степановиќ Гумилјов, дипломец на Императорската Николаевска царевска гимназија, руски поет, критичар и преведувач, педагог и истражувач, патешественик и воин. Николај Гумилјов влезе во историјата на литературата како основач на акмеизмот, поет, преведувач, литературен критичар. Тој учествувал во Првата светска војна, има добиено неколку ордени, многу патувал. Освен поезијата, како наследство од него остануваат и етнографските белешки за животот на народите во Африка. Гумилјов е роден на 15 април 1886 година во Кронштадт. Тој бил трето дете на семејството и имал постар брат Дмитри и сестра Александра. Неговиот татко бил бродски лекар, а мајката била од дворјанскиот род Лјвовит. Можеме да ја видиме тука неговата мајка. Детството на идниот поет се одвивало во Царска село, но најлето семејството одело на иметот во Берјоска, во Рјазанската губернија, со оглед на тоа што Гумилјов бил болеžливо дете, па неговите родители настојувале што почесто тој да се наоѓа на чист воздух. Во 1894 година Гумилјов се запишал во гимназијата на Јаков Гуревиќ во Санкт Петербург. Во 1900 година тој дури и повторувал еден клас, но лошо учел. Во исто време се разборил и неговиот брат Дмитрий, кој гледаме на сликата заедно со неговата сопруга. Па лекарите на родителите им посоветувале да се преселат на југ, на топла клима, така што Гумилјови заминале во Тифлис за нивните деца, односно за најстариот син Дмитрий да закрепне. Еве, го гледаме тука Тифлис. На југот Гумилјов се интересирал за астрономија, за историја, започнал да зема часови дури и по цртање и многу време поминувал во планините. Во 1902 година во весникот Тифлиски листок била напечатана неговата творба под назив Јас бегав во шумите од градовите. Во Тифлис семејството живеело некои 3 години, потоа тие се вратиле во Царски село, каде што Гумилјов се запишал веќе во 7-миот клас на Царско-селската Николаевска гимназија. Како и претходно не му одело со учењето, тој работата дошла и до тоа да биде избркан од училиштето поради тоа што имал слаб успех, но за среќа за младото момче се зазел директорот на гимназијата. Директорот тогаш бил Инокентија Ненски. На педагошкиот совет тој го бранел Гумилјов, се залагал за тој да остане да учи во училиштето и дури забележал дека тоа што на младото момче не му оди со учењето се компензира со неговите одлични стихови. Тука на сликата ја гледаме мачката гимназија на императорот Николај II. Сликата направена во колку што можам да видам 1910 година. Во 1930 година Гумилјов се запознава пак со својата идна сопруга Ана Горенко.
која подоцна ќе се прослави под презимето Ахматова. Таа тогаш учела во Маринската женска гимназија и пишувала стихови. Гумилјов, кога се видел, веднаш се влюбив во неа, но како што бива, таа не му посвратила со љубов и тоа траело со години. Тој дури потоа откако ќе отпатува во Франција, како што велат, ќе се обиде дури неколку пати од љубовна така да си го одземи својот живот, но секогаш ќе биде спасен. Во октомври 1905 година излегува првата поетска збирка на Николај Гумилјов, насловена како Патот на конквистадорите. Во врска со ова деби, со ова негова прва стихозбирка, критичарите некако биле воздржани. Книгата која била создадена под влијание на стиховите на француските декаденти, некако им се чинала, оставала впечаток на старомодна, таа подсетувала на творбите на старите символисти од 80-тите години на 19-тиот век, како што е Константин Бальмонт или Солгуба, Фјодор Солгуба, кога го гледаме на фотографијата. Во весникот Вага рецензија за оваа негова прва стихозбирка објавил тогаш веќе познатиот поет Валерий Брюсов, го гледаме на фотографијата. Гумилјов за оваа негова постапка му испратил писмо со благодарност, секако тоа значело многу за еден поет кој што допрва започнува. Брюсов пак од своја страна решил да му помогне на младиот поет со совети, па така и започнала нивната долгогодишна преписка. Другарувањето со Вјачеслав Брюсов ќе остане до крајот многу силна и јака, особено ќе видиме, мислам, тие се допишуваат, постојано се советуваат, се консултираат, еден со други разговараат со писма и така натаму. Откако ја завршил гимназијата во 1906 година, Гумилјов заминал во Париз со цел да го продолжи своето образование. По совет на Брюсов, тој сакал да се запознае со руските символисти кои што живееле таму во Париз. Тоа била филозофот и поетот Дмитрий Мережковски, неговата сопруга Зинаида Кипиус, кој ќе гледаме на сликата, потоа поетот Андреј Бели, но писателите не го прифатиле никако поетот почетник. Сепак неуспешното познанство со символистите не го оттргнало Гумилјов од поезијата. Под влијание на прошетките по Париската зоолошка градина, тој ќе напише стиховите Жирафа, кои што се едни од најпознатите во твориштвото на Гумилјов. Многу се навраќаат на тој период и го гледаме пред нас на фотографијата Гумилјов во Париз во 1907 година. Во Париз тој ќе се запознае со Алексеј Толстој, со Максимилијан Волошин и со уметникот Мстислав Фармаковски. Комуникацијата со нив ќе го инспирира поетот да создаде сопствено литературно-уметничко списание и истата 1907 година тој започнува да го издава Сириус. На фотографијата на слайдот можеме да видиме насловната страница на првото издание на ова списание. Гледаме од едната страна е напишано на руски, од другата страница на француски. Во Сириус Гумилјов ги печатал своите дела. Тоа била и поезија и проза. Првите стихови таму се печатени на Ана Ахматова. Потоа репродукции на сликите на Мстислав Фармаковски, една од нив. Тука гледаме Николај Гумилјов
негов портрет, кој што го насликал Фармакопурски во 1908 година. Исто така репродукција на сликите на Симеон Данишевски. За да го скрие недостатокот од автори, сепак биле малку со кои што тој комуницирал, Гумилјов издал и сопствени творби, тоа под различни псевдоними. Списанието не предизвикало никаков интерес кај публиката, па затоа по 3 броја веќе било затворено. Во 1908 година во Париз Гумилјов ја објавила својата втора стихозбирка под насловот Романтични цветови, а потоа се враќа во Русија. Во тоа време тој веќе бил познат во руските литературни кругови, а и за ова втора негова стихозбирка рецензија пишува Валери Брюсов. Во 1908 година Гумилјов тргнал на пат, заминал во Египет. Тој решил ова свое патување да го скрие од своите родители. Претходно напишал неколку писма, им ги дал на своите пријатели и од време на време тој тие ги испраќале до неговите родители за тие да помислат дека тој е тука во близината. Сепак морам да напоменам дека парите со кои што заминал Гумилјов во Египет, самиот ги заштетил, ги заработил. Како што може да видите на слайдот, ова е задната страна од разгледница која што Гумилјов му ја испратил на Валери Брюсов од Египет. Од 1908 до 1910 година Гумилјов живеел во Царско село. Во октомври 1909 година излегол првиот број на списанието, на култното списание Аполон. Основачот на списанието Сергеј Маковски ги поканил Инокентий Аненски да кој што го гледаме на сликата, го поканил Инокентий Аненски и Николај Гумилјов да соработуваат со списанието. Во ова списание тој ја објавил својата поема Капетани, која е една од најпознатите творби на поетот. Николај Гумилјов можна често се работувал со Аполон. Во рубриката Писма за руската поезија излегувале негови критички статии и прегледи на литературни новини. Есента 1909 година, заедно со Вјачеслав Иванов, кој што го гледаме на сликата, тој ќе го создаде уметничкото друштво Академија на стиховите. Конкретно 1909 година Гумилјов ќе побара за супруга Ана Ахматова, таа ќе се согласи. Свадбата била планирана за почетокот на 1910 година. Наскоро поетот повторно заминува на пат преку Константинопол и Каиро, стасува до Џибути. На почетокот од 1910 година Гумилјов се враќа во Русија, а во февруари истата година ќе почине неговиот татко, кој што го гледаме на сликата на слайдот. Поради жалост во семејството, свадбата со Ахматова била презакажана за крајот на април истата година. Во 1910 година излегува и третата стихозбирка на Гумилјов, Бисер. Гледаме тука корицата на стихозбирката, која што поетот ќе ја посвети на својот пријател Валери Брюсов. Рецензии за книгата се појавиле во најголемите литературни списанија, веќе споменатото руско списание Аполон, како и во списанието Руска мисла.
Есента 1911 година, заедно со поетот Сергеј Гордицки, Гумилјов ќе го создаде уметничкото друштво Работилница на поетите, односно цех поетов, во кој што меѓу другите биле Ана Ахматова, Осип Мандештам, Владимир Нарбут и многу други. Тука гледаме корицата на стихозбирката Вечер на Ана Ахматова, издадена, како што можете да видите од стола, од друштвото Цех поетов. Во ова друштво се формирал и неговиот литературен правец, а тоа е акмеизмот. За прв пат овој термин Гумилјов ќе го употреби во септемвриското издание на Аполон во 1912 година. Овој нов бран во поезијата се спротиставил на символизмот и според акмеистите литературните творби, она што тие го создаваат, треба да бидат јасни, а слогот треба да биде точен. Конкретно 1912 година акмеистите создале собствено издание, издаващо под називот Хипербореј и почнале да го издават истоименото списание во јануари 1913 година. Излегол бројот на Аполон со статијата Некои текови во современата руска поезија на Гордицки и наследство на символизмот и акмеизмот на Гумилјов, кои што стануваат манифести на новиот литературен тек. На сликата на слайдот можеме да го видиме Осип Мандештам, големиот руски поет, кој што е еден од првите и најстакнати акмеисти, голем другар на поетот на Николај Гумилјов, но исто така и голем другар на неговата сопруга Ана Ахматова. Речи се целата 1913 година Гумилјов патувал како пратеник на Академијата на науките. Тој заминал во Африка и собирал информации за локалните жители. Маршрутата на поетот се движела преку Турција, Египет и Џибути. По патот тој водел дневник во кој го опишувал животот на жителите на овие земји, како и локалната природа. Гумилјов се вратил во Русија есента 1913 година. Набор го издал збирка со преведи на творештвото на Теофил Готје, кој што можеме да го видиме на фотографијата. Критичарите пишувале дека недоволното опознавање на францускиот јазик воопшто не представувало пречка Гумилјов добро да ги препее стиховите на Готје. Тие особено внимание, особен акцент ставиле на поетското братство на двајцата поети, блискоста на мотивите и ликовите на творештвото. Во 1914 година пак таа која некако го изменила бемскиот начин на живот на Гумилјов, се распаднала работилницата на поетите, се влошиле односите со неговата сопруга, али истото лето започнува, како што знаеме, Првата светска војна, при што Гумилјов заминува на фронт како доброволец. За време на војната Гумилјов излегол од литературниот живот на Русија и не ги следел промените. Сепак во весникот Бржевие ведомости тој објавува циклус своји белешки, насловени како записки на кавалеристот. На фронтот тој пишувал религиозно-патриотски стихови кои ја воспевале руската армија. Еден таков светол пример за творештвото од овој период е циклусот Наступление напад од 1914 година. На почетокот некаде на август истата 14 година Гумилјов бил префрлен во Луанскиот полк, бил награден со Ѓорѓиевски крст од 3 и 4 степен.
а во периодот од 1915-1916 година тој два пати бил унапреден во повисок воен чин. Но во мај 1916 година тој морал да ја напушти војната служба поради воспаление на белите дробови. Откако закрепнал, тој заминал да учи во кавалериската школа. Ја завршил и повторно се вратил на фронтот, а февруарската револуција од 1917 година тој ја дочекал на фронт, односно во ров. Ана Ахматова не ги споделувала патриотските чувства на својот сопруг, војната ги заладила нивните односи. Гумилјов многу повеќе се интересирал за војните работи, зашто за семејниот живот. Дури по февруарската револуција тој воопшто не се вратил во Русија, ми отпатувал во Грција на Солунскиот фронт, а потоа се вклучил на експедицијскиот корпус на руската армија во Франција. Следната 18-та година, веќе по големата октомвриска револуција, тој се враќа во Русија. На позадината на масовната емиграција, неговото враќање се оценувало како самоубиство. Било очигледно дека на закоравениот монархист ќе му биде тешко во болшевичка Русија. Во мај 1918 година тој се среќава со својата сопруга, при што таа нормално ќе побара развод од него, а веќе следната 1919 година Гумилјов се оженил по втор пат. Негова избраничка била Ана Енгелгард, ќерката на историчарот Николај Енгелгард. Речиси сите стихови на Гумилјов од крајот на 1980 година, па и понатаму во неговото творештво, тие биле посветени на истокот и на Африка. Во тоа време издаваштвото Петербург му предложило еден интересен проект, односно пишување на книга насловена како Географија во стихови, а првиот дел од овој проект, од овој зборник излегол во 1921 година. Исен 1918 година Максим Горки го организирал издаваштвото Светска литература. Во редакцијата на ова издаваштво поканил видни дејци од тоа време, како што биле Блок, Лозински и секако Гумилјов. Во издаваштвото Гумилјов раководел со француското одделение, редактирал преводи на други поети, но како што реков, сепак тој и понатаму се интересирал за источната литература. На почетокот на 1919 година Гумилјов го објавил својот превод на Гилгамеш. Во тоа време бил поканет да предава превод во неодамна основаниот институт на живиот збор. Во 1919 година пак излегува неговиот зборник Кастјор, како и голем број преводи. Гумилјов се обидел да ја врати во живот работилницата на поетите. Новото литературно друштво постоело 2 години и издало 2 алманаси со стихови. Освен Шатра, која што издал во 1921 година, поетот издал и стихозбирката Огнен столб, која станува практично врв на неговото поетско творештво. На 3 август 1921 година Николај Степановиќ бил уапсен, обвинет е за контрареволуционерна дејност, за заговор против советската власт и за соработка со Петроградската борбена организација. Како раководител на заговорниците бил посочен Владимир Таганцев, соработник на Академијата за науките. Во овој случај биле уапсени повеќе од 100 луѓе, од кои најголем дел биле представници од креативната и научната интелигенција.
Пријателите на Гумилјов се обидувале да го заштитат, но тие не можеле да влијаат на одлуката на комисијата за борбата со контрареволуција и саботажи, така што на 26 август 1921 година Гумилјов, заедно со 56 други обвинети во овој случај, биле стрелани. Во периодот на постоењето на Советскиот сојуз, творештвото на Гумилјов воопшто не се проучуваше, а неговите дела не беа ниту објавувани. Поетот беше рехабилитиран дури во 1992 година. Местото, за жал, на кој што е погребан поетот Гумилјов е непозната. Фотографијата што ја гледате пред себе, тоа е практично последните фотографии на поетот кои што постојат. Инаку, би сакал да напоменам дека Гумилјов, иако имал сложени односи со својата супруга Ана Ахматова, таа до крајот на својот живот многу грижливо ги чувала сите негови работи, заедно со неговите ракописи, така што постхумно, освен познатите стихови на Гумилјов, се објавени уште многу други негови дела, многу други негови писанија, како исто така и документи и писма. Творештвото на Гумилјов е можно актуелно во последниве 15 години. Многу добар пример за тоа е што неговата поема Туника ја постави македонскиот режисер Иван Поповски во Москва и изведбата, значи, на оваа представа пред известни 5 години, чинам, беше донесена представата кај нас во Македонија и беше прикажана пред македонската публика. Во принцип, тоа би било се што би сакал да ви кажем накратко за овој голем руски поет. Се надевам дека ова предавање ќе предизвика уште поголем интерес кај вас и со тоа ќе го привлече вниманието кон неговото творештво. Ви благодарам за вниманието. Благодарам и јас за вниманието. Благодарам на доктор Нијами за интересното предавање и ве очекуваме следната недела повторно на нашето ново предавање. Имајте пријатна вечер.